Светска недела на доење ја заокружуваме денеска официјално и со разговори внимание на темата, а годинишното мото премостуваме разлики, поддршка за доењето за сите. Наш гостин денеска Јасна Апостолски Николов, меѓународен консултант за доење. Јасна, добро утро. Добро утро. Многу се зборува за значењето на млекото, особено во првите денови кај бебето, па и потоа се полемизира до кога е хранливо, до кога треба да се дои така натаму, но заклучокот е дека едно од најздравите нешто кои што мајката може да му ги даде на детето. Тој притисок и тоа влијание на мајката си го прави можеби во некој случај своето со тоа што едноставно и не може да се започне приказната. Кој е притисокот, кој е предизвикот кој што треба да се соочи некако секоја трудница со тој да си олесни самата на себе да си помогне? Токму оваа година во дел од програмата работилниците кои што ги обработувавме за Светската недела на доење, ставивме акцент на неуспешни доенечки приказни и каде се грешките, зошто имаат неуспешни доенечки приказни. Некако цело време даваме акцент на она што е успешно, како успеале, ги сметајки дека со тоа ќе ги мотивираме другите, меѓутоа некако во позадина ги ставаме оние кои што не успеале, а при тоа во најголемиот дел од нив не е грешката во мајката, може би е грешката во несоодветна поддршка или пак притисокот кој што го имаат од средината, конкретно од блиските членови на фамилијата. Затоа и така и го почнувам разговорот. Ние имавме многу од пораки по социјалниве медиуми и во личните профили, каде што на секоја една едукација или секој еден вебинар што го правевме изминативе денови, па дури и на дружењето кое што го имавме со физичко присуство, пораки каде што имаше мајки кои што викаа одлични теми се обработуваат, ама малку да посветите внимание и на нас што не успеавме, бидејќи тие се чувствуваат, се чувствуваат многу неубаво, многу спотиштено, едноставно го доживуваат како еден неуспех, ама личен неуспех, а при тоа не е грешката секогаш во нив. Едно е ако мајката не сака да дои, едно е ако мајката не сака да дои, она ја носи таа одлука. Многу ретко има и такви мајки, тоа секогаш има причина зошто се случува тоа. Меѓутоа, повеќето грешката ја прават заради други фактори и затоа имаме неуспешни доенечки приказни. Сум читала многу јасна на темата и најчесто во некои литератури кој како основно правило број 1 е психолошката поддршка, а негде подоцна беше како да ја зголемите лактацијата. И велам, колку во суштина психолошката поддршка е веројатно и причинителот за да се чувствува мајката релаксирано, па може би и хормоните да бидат во некој сооднос, па и спонтано да се случи таа лактација. Колку во пракса е така? Психолошката поддршка е еден многу клучен фактор во целиот тој процес. Стручната помош и поддршка е број 1, да речеме, за да можат да добиваат соодветни насоки, правилни насоки, а психолошката поддршка е, да речеме, вториот чекор. Едно од стручното лице кое што цело време те води во целиот тој процес, а најважно од членовите на фамилијата. Јас секогаш кога работам со мајките, барам да биде присутен и партнерот, за да може да ја слушне целата таа приказна. Што се случува во тек на тие 3-4 недели, колку упорност и трпение треба од страна на мајката, колку нејзи треба таа психолошка поддршка на почетокот, колку треба да биде он вклучен и инволвиран во целиот тој процес. Некогаш самите татковци бараат да бидат вклучени, некогаш го почитуваат тоа, меѓутоа не знаат колку можат да се вклучат, меѓутоа секако не ни одмогнуваат во процесот. Па помагаат од сосема друга страна. Што е важно, Јас многу често имам консултации каде што гледам дека се е во ред, одлично си се споиле доенчето и мајката како пар, одлично е развиена лактација, супер е тргнат напредокот на бебето и стално ги прашувам, зошто ме викнавте, каква мака помош ви треба, каква мака имате, каква помош ви треба. И вика, само да ни потврдиш дека сме на добар пат. Значи, тука е тој психолошки момент, притисокот во суштина, може би влијанието на толку отворено зборување како никогаш досега од здравствените работници за влијанието и значењето на доењето на млекото преку мајката.
Можеби тоа се го направи. Со мајчино млеко е... И тоа се го направи, можеби своето, треба да ја слушнеме таа информација, но едноставно сето тоа го направи дополнително притисокот. Што ги советувате вие која ќе дојдат кај вас? Верувам дека се уште во текот на бременоста, 8-иот, 9-иот можеби месец, што ги советувате кога ги прашат добро како да дојам? Како да направам лактација, што да направам во првите минути, часови и така? Јас имам часови за психофизичка подготовка на трудници и на тие часови имаме 2 часа доење. И првото прашање ми е, што мислите, како го доживувате доењето? И одговорот на повеќето е болно, тешко и напорно. Вистина во прв? Да. Значи, буквално така. И јас им викам, добро, ај сега да се вратиме на оно што е природно, физиолошки. Да. Значи, тоа е еден нормален физиолошки процес и начин на кој што треба да го храните вашето бебе. Зошто мислите дека е болно? Зошто мислите дека е тешко? И сега почнуваат да раскажуваат примери од блиските. Затоа велиме дека не секогаш треба да се поистоветуваат они една со друга, бидејќи секој доенечки пар е различен и секоја доилка е различна. Секој човек своја приказна. Така. Да. И кога веќе ќе им го објаснам целиот тој процес како оди и дека може да најдат на многу предизвици и на почетокот и во текот на доењето, па дури кога се одвикнуваат, тогаш веќе им доаѓа малку полесно и вика, да, доењето било стварно поголем предизвик од породувањето, а ние толку многу вика се плашиме од породувањето. Меѓутоа, таа едукација во текот на бременоста доста им помага, бидејќи ги учиме она што треба да го знаат барем са на почетокот во родилиште. Кога да започне доењето? Да. Кога да почне доењето? Кога да почне доењето? Доењето треба да започне во првиот час после раѓањето. Тоа малку е потешко изводливо во нашите родилишта, бидејќи немаме ние услови за такво нешто. Некогаш знаат да кажат. Ми го дадоа малку бебето, го ставивме на града, цицаше 5 минути, 10 минути и они се вчудени видени од тој момент. Меѓутоа тоа секогаш јас викам треба среќата да ни се погоди, па да нема многу гужва, па персоналот да е тука за да може да ги внимава и мајката и бебето, да. Се соочуваме. Тоа е проблем, значи на ниво на сите родилишта. Добре, еден друг проблем, хипотетички проблем, што е со оние кои што царски се породиле. Што е во тие случаи? Што советувате тука? Тука ги советувам да веднаш чим се осетат подобро, си го побараат бебето. Има позиции каде што и мајка породена со царски рез може многу брзо да го постави бебето на града. Кога се пораѓаат со царски има еден протокол, нели мора неколку часови да престојуваат во интензивна нега, па потоа да ги станат, да видат дали се добри и после тоа ги преместуваат во соба и тука може да го побараат да им го донесат бебето. Колку ние да зборуваме на темата дека мора побрзо да започне, сепак недостатокот на кадар најпрво во родилиштата и несоодветната едукација не може многу да ни помогне. Меѓутоа се трудат колку што можат. Јас искуството ги црпам од труднициве кои што ќе ми се породат, па раскажуваат какво искуство имале. Се трудеа, беа, доаѓа, меѓутоа јас знам, јас сум медицинар и знам како е состојбата. Вие знаете и другата страна. Да, дека не можеме ние да ги кудиме цело време, ништо не прат, ова не посветуваат внимание кога едноставно е дефицит на кадар и тој дефицит не може да одговори на сите доилки. А во тие моменти е потребно да секоја една родилка, таза родилка, барем имаме нели една сестра на 2-3 каде што ќе може во континуитет да работи со нив и да ги следи. Тоа во моментов не е возможно и не можеме секогаш кадарот да го кудиме. Што е според приказните, според искуствата? Што е со оние кои што подоцна по напуштањето, знаеме како е не во приватните клиники, туку во државните клиники, за државните клиники ќе зборуваме, знаеме дека не се задржуваат подолго од доколку е севоред со мајката, со бебето не се задржуваат повеќе од 2 дена. Што е со оние кои што дома целиот процес ќе го започнат, не успеале успешно да го започнат во родилиштата, што е со дома ќе? Што советувате тука? Тука е веројатно упорноста, тука се веројатно некои нешто кои што не треба да ги плашат. Добро е ако имаат барем некаква едукација.
Или не мора да посетуваат некаков курс, да не ги запоставиме и трудниците од другите градови кои што не можат да доаѓаат на едукации. Меѓутоа има сајтови каде што можат барем малку да прочитаат и да се едуцираат. Она што треба да знаат е дека тоа е еден процес кој што се развива тековно во првите 40 дена, постепено. Тука барем многу упорност и трпение, затоа што треба стимулација на самата града. Да го оставиме оној хормонски дел, стимулацијата од страна на бебето. Што значи тоа? Тоа значи често цицање и празнење на градата од страна на бебето, по можност да се избегне употребата на силиконските предавици. Што значи тоа често? Тоа значи дека може да имаме од 12 до 18 подои во тек на 24 часа. И сега, ако тоа бебенце цица толку често, а при тоа мајката не посетила никаква едукација, тогаш е таа дилема. Дали јас имам доволно млеко и дали моето бебе цица често затоа што е гладно или затоа што така треба. Кога сето тоа ќе им се објасни дека во првите 40 дена процесот така се развива, дека секојдневието на една мајка доилка така треба да изгледа, тогаш веќе оние се многу посмирени и знаат дека се на прав пат. Имаат малце поинакви очекувања од реалноста, тоа ја секогаш им го кажувам, особено на трудниците кои што ги посетуваат часовите, дека реалноста е едно, а очекувањата се друго. Они очекуваат дека кога ќе дојдат дома, дека бебето ќе цица, ќе биде мирно, ќе спи, они ќе имаат време и за себе и за се. Меѓутоа тоа не е така, барем не во првиот месец, месец и пол. Туку е тотален хаос. Нема ред, буквално безредие и се посветуваат едноставно ако сакаме да доиме и треба малце повеќе да бидеме упорни, значи тоа значи дека цел ден сме во собврски со бебето. Затоа и не, јас викам затоа и не треба да се оди ке доилка во првите 40 дена од таа причина. Таму и останало тоа старото да поминат 40 дена, бидејќи практично мајката по големиот дел од денот го поминува со бебето. Еден убав хаос е тоа, хаос во благослов. Така би кажала јас како заклучок. Сега тука се отвара и прашањето, кога веќе тој процес се одвива, до кога е доволно, па тука имам исто така и влијание од околината. Не после една година, па леле големи деца, оди зборува ти уште го доиш. До кога е доволно? Да ги следиме препораките на Светската здравствена организација. 6 месеци ексклузивно доење, до една година со внесување на комплементарна исхрана, по можност до 2 години препорака од СЗО. Тоа значи дека и тој дел треба да го знаат, бидејќи они мислат дека толку често и толку долго ќе траат подоите до 2 години ке бебињата. И веќе кога малце од малце ќе се развие тој процес и убаво ќе тргне и вика, барем јас на до 6 месеци да издржам со ова темпо, викам ова темпо нема да биде во првите 6 месеци, ова темпо ќе биде само во првиот месец. Потоа веќе бебето цица многу кратко, време трењето од еден до друг подо е многу поголемо. И кога ќе дојдат некаде на возраст година дена, стално им велам, сега до кога ќе тераме со доењето? Не, мене сега вика не ми е воопшто тешко, па само 2 пати во денот цица и така си продолжуваат со подолг доенечки стаж. Би било убаво да се испочитува желбата на мајката до кога мајката сака да дои. Да, има огромен притисок и за тие мигови од околината. Исто како што има притисок и за доењето во јавноста. Јас сметам дека тие предрасуди ги завршивме веќе или не сме ги завршиле воопшто. Не, воопшто. Сега баш во понеделникот на физичкото дружењето со физичко присуство што ги имавме со мајките, тоа беше во делот во активностите од Светската недела на доење. Бевме во еден кафе-бар каде што надвор беше на отворено, се убаво, сите беа со бебињата, имаше и трудници, имаше и доилки. И си седнаа да си го подојат бебето, половина и повеќе од нив. И се отвори темата доење во јавност. Меѓу себе си делат искуства и едната од мајките вика, јас доживеав многу неубаво искуство. Вика, шетајќи се со бебето, почна вика да плаче, да кенка. Вика, беше и топло. И застана вика на една клупа да го подојам. И вика, од згора вика, од зградата почнаа да ми фрлаат ѓубре, да ме маваат. Значи вика, јас не можев да се соземам што доживеав. Вика, во денешно време. И вика, мене воопшто не ме представува срам, значи они не се срамат, и не треба да се срамат, затоа што тоа е момент кога бебето е гладно и треба да го нахраниме. Тоа е исто како нас да ни се јаде и да речат, не можеш сега тука да јадеш. Неверојатно не се уште тие предрасуди на мене. Слушам, но ајде фокус на мајката и поддршка голема на мајката.
Јас сакам да ги поддржувам и оние кои што успеваат у целата приказна и да им кажам и на оние кои што не успеваат дека се е во ред, дека се најдобрите мајки, дека го прават најдоброто за нивните деца. Што по доењето, грижата за потоа за мајката? После доењето? По доењето, да, кога ќе заврши веќе тој процес. Некако не зборувам, малку се зборува за тоа. Они немаат никоја потреба од посебна грижа после тоа. Важно е да внимаваат како ќе настане одвикнувањето, затоа што често пати знаат да направат нагло прекинување на доењето и тогаш се соочуваме со проблем. Преполнети гради, грудки во градите и така натаму. Нормално дека следат редовни прегледи кои што треба да ги направат по престанок на доењето, значи откако скроз ке се намали лактацијата, не доиме 1, 2, 3 месеци, потребно е после тоа веќе да се направи еден контролен преглед, чисто за да видиме до каде е состојбата со градите. Инаку најчесто проблем им се прави кога сакаат да го прекинат доењето и тука треба малку поддршка, бидејќи сите се пак ќе кажам различни. Некогаш го почнуваме одвикнувањето со 2 подои, ама некогаш го почнуваме одвикнувањето и на бебе од детенце, тодлерче е тоа веќе, од 16-18 месеци со 5 до 6 подои во текот на денот. Ако тоа дете не оди во градинка, ако мајката работи од дома, се уште они ги задржале подоите на сабајле кога стануваат пред заспивање, кога ќе стане од спиење. Инаков е комодитетот. Точно. Да. И сега тука веќе малце поспоро оди работата, додека да се намалат прводневните подои, меѓутоа и за одвикнувањето секако треба да се направи еден добар план, за да може постепено да се намалуваат подоите, постепено да се намалува самата града да добива сигнал за намалување на млекото и нормално детето да го навикнуваме дека полека, нели таа конекција со мајката на тој начин веќе ја немаат. Јас благодарам за гостувањето. Благодарам за одвоеното време. Ја испочитувавме Светската недела на доење. Премостуваме разлики, поддршка за доењето за сите. Поддршка на сите мајки и се надевам дека успешни приказни ќе пренесуваме и дека ќе нема веќе за предрасуди да зборуваме кога е доењето во прашање. Така е. Ви благодарам на вас за поканата. Ова е веќе денеска последниот ден од активностите за Светската недела на доење. Можам да кажам само дека интерес има огромен. Успевав, оваа година беше исто така доста шаренолика програмата. Имавме и онлайн работилници, за да може да бидат достапни и да покриеме поголем дел од трудници, доилки и сите оние кои што сакаат да слушаат. Не значи дека тие предавања се наменети само за трудниците или доилките кои што во моментов нели дојат. И имавме дружење со физичко присуство и беше стварно преубаво. Ова е 4-та година поред, каде што Бебелогија, школото за трудници и доење и едукативната страница Доење со љубов организира активности за одбележување на Светската недела на доење, а до година ќе ни биде 5-та година и се надевам дека уште повеќе активности ќе имаме за да може да бидат сите задоволни и присутни и теми обработуваме секогаш на нивно барање, даваме простор да постават они прашања што сакаат да им одговориме и така преубаво, преубави настани, преубаво дружење.